Место каде што најчесто се смееме, веселиме, најчесто е пред Нова година, се собираме за убави нешта, а всушност има ли поубаво нешто од оно што после 10 годишно обстојување на демократската обнова на Македонија, пред една недела се случи нешто за што многу работевме, за што многу сакавме и од големата работа постигнавме успех. Влеговме како демократска обнова на Македонија од Република Македонија во Европските зелени. Јас би се рекол само пред да го чуеме словото на нашата Лиле, да живее демократската обнова на Македонија, да живее Македонија, да живее Европа. Како се чувствува? Мора да е возбудено, тоа е 10 годишна работа, 10 години работа на дом со сите сили и харибди во нашата мала и убава Македонија. Што се случуваше таму, кое е чувството и неколку збора пред нашите најдни. Поведи. Нека нема да падне, направивме мала импровизација. Собината, меѓутоа сакавме да биде што по-неформално и да не одземаме многу од просторот. Драги членови и симпатизери на Дом и почитувани пријатели, навистина сум возбудена денеска, затоа што имаме убава причина за славење. Се радуваме што Дом влезе во Европа. Тоа е значајно поради тоа што од една страна е добро за Дом како партија, добро е за зелената опција во Република Македонија, добро е за Македонија самата, затоа што не приближува кон едни поинакви стандарди за кои што сите работиме во секоја партија на свој начин, меѓутоа ние имаме некоја своја посебна мисија која што не е лесно да се спроведе на Балканот. Не е лесно да бидеш зелен на Балканот. Знаете, кога на почетокот рековме дека сме зелени, први доживеавме подбив. Како да зелени, значи не зелени, па вие сте сериозни. И требаше да се премости на некој начин први зборот зелени. Да можеш со гордост да кажеш, да, јас сум зелен, по идеологија, јас сум зелен. И никој да не го сваќа тоа веќе како нешто срамно или нешто од што треба да се објаснува. Значи, овие години работевме заедно сите. Јас ви благодарам, почитувани колеги од Дом, на сите вас кои што сте денеска тука. Ова не е работа на еден човек, ова не е работа на една мала група, ова е работа на илјадници луѓе низ цела Македонија, низ сите 43 општински организации на Дом. Ова е работа на Форумот на жените, ова е работа на МОДОМ, на младинската организација, ова е работа на Советот на интелектуалците. Така што се во ова бараше многу работа и многу ентузијазам. Она што посебно сакам да го истакнам е дека си ја сакаме опцијата затоа што има многу идеализам во неја. Има многу заложби за нешто што понекогаш изгледа невозможно. Понекогаш некому може да му изгледа дека се бориме со ветерници. Зашто да бидеш зелен
значи да се бориш за поздрава животна средина, за чисти технологии, за незагадувачки технологии, а тоа значи да се бориш против големите бизнеси. Не е лесно воопшто да се бориш против големите бизнеси. Една работа што сме успеале заедно со сите вас, многу уште илјадници луѓе по улиците што марширале и во Битола, и во Скопје, и во Велес, и каде се не, и Тетово, и каде што е густо, каде што е загадено. Значи, сите како граѓани на Република Македонија успеавме на поголемиот дел од големите загадувачи да ги натераме да се прилагодат еколошки. Меѓутоа, во Јубокрон тоа не го направија. Рек Битола не е ни почнато. Се држат за некој формален датум 2017, сега слушам 2019 би го продолжено. Значи, тоа се тешки борби како да се бориш со мечка. Затоа што големиот бизнис е мечка. И мечката меле. Меѓутоа, ако успеавме со најголемите бизнеси, најголем дел од најголемите бизнеси да се избориме, тогаш ќе се избориме сите заедно и со остатокот, па со средни и мали загадувачи, а потоа ќе треба да се избориме со чипот во свеста во главата. Оти тука е најголем проблем. Кај граѓаните, кај голем дел од граѓаните веќе се разви свеста еколошка, меѓутоа имаме проблем кај дел од политичката елита. Тука треба многу да се работи, треба да се свати дека борбата за здрава животна средина е нешто многу основно, базично. Без тоа не можеш ништо понатаму да направиш. Ако не си жив и здрав и силен да можеш да живееш, па после и да бориш за некои други идеали во државата, тогаш едноставно нема да бидеш силен доволно. Знаете, реков дека е големо значењето за нас како дом и големо признание што влеговме во Европските зелени, затоа што тоа значи дека едни луѓе со многу високи идеали и критериуми за демократија, за човекови права, ни признаа дека ние колегите од дом на вистина се бориме искрено и честно за истите вредности за кои и тие се борат. И тоа е за нас голема чест и големо признание. Не е велам едноставно да бидеш на нивото на оние вредности за кои што се залагаат зелените на Балканот, меѓутоа ова е признание дека не е невозможно. И ова е убавата порака дека вреди да се бориш за нешто што во моментот изгледа невозможно и да се бориш да го направиш возможно, ако цврсто веруваш дека тоа е за општо добро на твоите сограѓани и на твојата земја и воопшто за човештвото. Зеленото дава една глобална слика на човештвото и ги гледа луѓето сите заедно. Затоа, велам, за нас е големо признание што пријателите од Европските зелени се согласија дека ние исто како и нив се бориме за демократија, за недискриминација и за социјална правда. Затоа што за нас човекот е човек. Не е важно од која етничко потекло е, која религија е, која политичка партија е, која сексуална ориентација е, дали има некакви посебни потреби, дали е лице со посебни потреби, дали има било кој некој специфичен статус, возраст и така натаму. Значи, човекот е човек. И затоа не случајно, кога ја формиравме партијата, на првите избори парламентарни, кога истрчавме самостојно, излеговме со две пораки. Да се остане човек, зашто сметавме дека најважно од се е во политика да бидеш, да работиш и да останеш човек. Нешто што изгледа толку логично, па да, што ќе станеш? Можеш да станеш сешто. Можеш да станеш обезличен, да се срамиш, да се погледнеш во огледало. Значи, сметавме дека е многу важно да се остане човек и сметавме, втората порака беше Македонија, дом на сите. Токму на овие сите кои што веќе ги набројав, Македонија треба да биде дом и подеднакво да си ја сакаат, да си ја чувствуваат како своја сите луѓе во земјава, сите граѓани. Така што борбата за здрава животна средина и за одржлив развој е другата вредност за која се бориме, почитување на културните различности, ненасилство, толеранција, културата, почитување на културата, знаењето како мој, ама во вистинска смисла знаењето како мој. Не како бизнис, туку како мој, знаењето како такво. Има многу други пораки што се столбови на нашата програма, но ги спомнав само заедничките и за нас е многу значајно што обстојавме на овие
на овие програми и продолжуваме понатаму. Нешто постигнавме, но има многу да се работи. Ние сме првата зелена партија во Македонија што влезе во парламентот и првата што влезе во влада, каде што имавме убави моменти и каде што имавме не толку убави моменти. И затоа сме сега овде, за да ја продолжиме борбата, да бараме нови модуси, нови начини како да бидеме поефикасни. Имаше моменти кога беше неопходно да се биде дел од институциите, затоа што зелената опција немаше ниту законска регулатива до крај, ниту пак институции обезбедени за да може да се бориш. Направивме многу, велам со многу други, со многу невладини организации, со многу експерти, со многу ентузијасти од нашите сограѓани. Сега треба да се води една пожестока борба за да може овие институции да профункционираат. Ама да профункционираат 102%, што би рекол еден мој колега, да се пошегувам. Значи, потребни ни се институциите и потребно е да се направи едно поинакво буџетирање. Потребно е на глава можеби да се превртат приоритетите во земјата. Дека нема поважно од тоа да се инвестира во здравата животна средина и здравјето на луѓето. После сите други работи ќе бидат лесни. Затоа велам да не се прават мали заштеди за големи загуби. Затоа што и сега овие еркондишенот што не беше пуштен, јас се извинувам уште еднаш што се случи таква ситуација, можеше се што да се случи. За среќа се е добро, значи не сме мала заштеда да се прави за голема загуба. Човечкиот живот е на големо богатство. И конечно, ќе завршам со тоа дека мислам дека со влегувањето на Дом во Европските зелени придонесуваме за Македонија, ја доближуваме Македонија кон европските вредности, не прифаќаме никакви други алтернативи, освен обединување, здружување. Тоа ни треба и во убави времиња, и во кризни времиња, и за Европа, и за нас. Веруваме во тие вредности. Ако нешто треба да се поправа, ќе се поправа во, меѓутоа, тоа е реалната перспектива и ние го дадовме својот скромен прилог во таа насока. Очекуваме дека во овој период ќе има фер политичка борба, дека ќе успееме да ги наметнеме уште појако, уште посилно вредностите на зелените, затоа што тие се комплементарни со вредностите на другите колеги од другите политички партии. Ако честно се работи, неопходен е некој да биде дежурен за животната средина, за еколошките прашања и за ред други делови од зелениот пакет за кој што веќе зборувам. Драги пријатели, драги гости, драги членови, јас ве поздравувам од срце, малку ве подолга, извинете, меѓутоа мислам дека